Моето пътешествие из руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историски знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во Охридскијата регија. Овој пат решив да прошетам во незиниот северозападен дел, во славна Дебарца, да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо-македонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на ова регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода, навистина е историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи, на целата своја територија, на целиот свој атар од сите типолошки варијанти, од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо-македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Господине Ногачевски, вие сте првиот меѓу еднаквите кои што мештаните од општината, вие доверија општината Дебарца и во вториот мандат да ја раководите општината. Ете, помина, така да речам, првата половина од вториот ваш мандат. За помладата генерација наши македонци, за онаа колективна меморија, ќе може ли така да во еден краток опис да ни соопштите за историскиот континуитет на општината Дебарца, кога таа постои, и незината географска местоположба, број на населени места и број на жители. И се разбира, така да речеме, главното занимање што екзистира мештаните од општината Дебарца. Па добро, се за историскиот континуитет на општината, тоа мислам го кажуваат и самите историски факти. Најнапред после војната биле формирани народно-ослободителните одбори, во тие рамки биле, значи, по населените места формирана првата народна власт. Во 1965 година постојала посебна општина Белчишта, како што постојала и посебна општина Мешешта, кои што се укинати, а после најновата тогашната територијална поделба, целиот овој регион легува на подрачјето на денешната општина Дебарца во состав на општината Охрид. Со територијалната поделба од 1997 година беа формирани повторно оние 123 општини, меѓу кои посебна општина Мешешта, посебна општина Белчишта, за да со постојаната територијална организација 2004 година настане спојување на двете општини, општина Белчишта и општина Мешешта во сегашната општина Дебарца со седиште во село Белчишта. Во состав на општината, во административниот тој дел влегува 30 населени места, од кои 24 се во на географска Дебарца и 6 населени места од поранешната општина Мешешта. Се работи за една поголема територија која се протегнува од Пресека горе, па се до аеродромот Свети Апостол Павле, односно до селото, вклучително и селото Вровник. Според пописот, како би ги се најрелевантни тие податоци, некаде сега веќе бројот на жители, навистина според, ако направиме на споредба со пописот од 2002 е намален, од 5500 жители сега
пописот покажа 3800-1700 и нешто жители, макар што тој податок би го зел со одредена резерва, бидејќи имајќи во предвид сите оние случувања околу пописот, дека еден дел од македонското население не се попиша. Во секој случај, мислам некаде околу 4000 жители се моментално како бројка на население. Со што се занимава се населението? Воглавно во изминатиот период се занимавало секоја со земјоделие. Во минатиот период, да речеме, токму немањето на сите оние инфраструктурни и други услови за живот, особено во географска Дебрца, придонесе за таа голема миграција, особено во Охрид. Гледајќи ги споредбено едни показатели, 1953 година ми се чини дека според попитот, само географската територија на Дебрца, значи со 24 села, имала некаде околу 12-13 илјади жители. Тоа веќе јасно покажува за тоа заминување на населението. Реков дека воглавно се бави со земјоделие, со полјоделство во горниот дел, во долниот дел, да речам, во овој дел кој што се населените места од општина Дебрца, од поранешната општина Мишешта, таму повеќе имаме, значи, лозарство, имаме воштарство, во поново време имаме доста нови насади на слива и на охридската цреша. Меѓутоа, проблемите навистина се големи и за земјоделците. Не е проблем сето тоа да се произведе, проблем е сето тоа да се пласира на пазарот, а исто така во најново време, значи, голем проблем создават и климатските промени кои доведуваат до силни невремиња и како што беше ова година, добар дел од родот на земјоделците беше уништен. Македонија поседува 7081 недвижен споменик, од кои 4293 се археолошки наоѓалишта, 992 цркви и манастири, со над 150.000 квадратни километри фреско сликарство, над 22.855 икони и 240 иконостаси, балдахини и владички престоли изведени во резба, 220 објекти од рурална и 379 од урбана архитектура, 47 кули, бедеми и мостови, 1000 споменици и спомен обележја, 228 објекти од османлиската архитектура, џамии, анови, амами, стари чаршии. Музејските и галериските збирки содржат над 500.000 поставки, археолошки и етнолошки предмети, предмети од историско значење, како и предмети од применетата уметност. Во 1980 година во списокот на споменици под заштита на УНЕСКО е внесени Охридскиот регион, а како негов составен дел и регионот Дебарца. Дебарца е жива историја. Секоја педа земја, секоја грудка, секој камен кој ќе го држите во своите раце или секоја одезе ќе исцелите само историја. Одека продуцијата Марио филм пред неполни 2 години имаше таа чест и задоволство да присуствува на една презентација на професорот, археологот Виктор Рилчич, каде што според неговото истражување неодамна е откриен и градот Дебрец. Овдека има безброј археолошки локалитети. Овде е темелот на Република Македонија, на современата Република Македонија. Тука е Слава и планина, тука е, значи секое населено место има свој спомен обележја. Тука е Требеничкото кале, тука се гробниците во Горенци. Тој движен археолошки материјал, тоа што е пронајдено, на кој начин се обидела општината Дебрца да го постави како една трајна музејска поставка, за да можат сите оние посетители кои ќе дојдат на територијата на општината Дебрца да дојдат, да се запознаат и да се уверат во старите корени и потеклото на македонскиот народ на овие простори.
Вие добро кажам се дека Деврца е една жива историја и не случајно Деврца е позната како славна Деврца. Факт е дека значи археолошките локалитети покажуваат дека тука живот имало значи и пред новата ера. Заедно со професорот Илчиш работеме на два проекти, на едниот беа таргетирани 10 археолошки локалитети, позначајни локалитети во општината, а во вториот проект беше повеќе таргетиран Требенишкото кале. Секако дека од сите тие, да речем, преисториски периоди, односно од тој период, најзначаен локалитет е Требенишкото кале, Требенишката некропола, 4 златни маски и многу артефакти кои што се тука пронајдени. Пред 2-3 години беа 100 години од наоѓањето на првите 2 златни маски, кои што денеска се наоѓаат во археолошкиот музеј во Белград, 2 во археолошкиот музеј во Софија. Мене ми е сепак вака малку жал што години наната државата не создала една приказна, не е тоа приказна, тоа е една чиста вистина од Требенишката некропола, не е промовирана таа Требенишка некропола како значи извонреден археолошки локалитет. Ние се обидуваме во рамките на реконструкцијата на задружен дом во село Требеништа. Во долниот дел отвориме, го издадоме како деловен простор, горниот дел ќе го преадаптираме во еден таков изложен центар, да речем археолошки изложбен центар, во кој ќе се обидеме да поставиме соодветни податоци, значи пишани податоци, но и да направиме некои копии на сите тие артефакти кои што се пронајдени, особено во Требенишкото некропола. Понатаму историскиот развој на Деврца секако продолжува и од времето на македонските склавини, па понатаму Свети Климентовата кон Мичевица, Самуиловото царство, овдека на Песочан постоело село Радомирово, кое денес го нема. Меѓутоа има таму остатоци од тоа село и според легендата Гаврил Радомир, синот на цар Самуил, првиот македонски цар го направил тоа село. Понатаму иде ајдуцството, ликот на Кузман Капидан, кој што е доста опеан во сите тие народни песни во делата на Григор Прличев. Па доаѓа времето на револуционерната борба, Деврца и тука, илинденскиот период, Деврца и тука, навистина една од најпогодените подрачја, меѓутоа и извонредно позната со многу дејци, револуционери кои што дејствувале, да ја споменам Смиле Војданов и Дејан Војвода од Лактиње, да ја споменам познатата Арбинска битка кај Ербиново, која што доведе до палење на сите понатаму села низ Деврца и протерување на преку 200 деврчани во Дијарбекир, снимане филмот Најдолгиот пат. И секако понатаму одисувањето тука на Христо Узунов, на Петар Чаулев во Балканските војни. Значи, Деврца ја следи целиот тој историјат на Македонија и на крај доаѓаме до можеби најзначајниот дел од македонската историја, тоа е периодот од 41 до 45 година, сотамањето на денешната македонска држава, Автономска Македонија, и дека сепак значи темелите и на таа Автономска Македонија се удрени тука, почнувајќи од првата бригада, од првиот батальон Мирчасев на Слава и планина, па првата македонска косовско-ударна бригада во Сливово, продолжувајќи со манифестот на Асном од Црвена вода, па првиот свештенички народен собир во Лактиње, во Издеглавје. Значи, сето тоа покажува дека Деврца има извонредна, значи, една жива историја и ние, ја често пати сакам да кажам дека покрај што денес сакаме да сочуваме еколошката димензија на Деврца, сакаме да ја сочуваме нејзината епска димензија. Од ова веќе произлегуваат и следното моје прашање. Патувајќи низ славна Деврца, низ населените места, имам наминато во селото Годивје, каде што се наоѓа спомен соба од народно-освободителната борба. Имаме прекрасен еден мозаик во селото Сливово. Имаме и овај други спомен обележја, речици во сите населени места. Како тука општината кои активности ги презема за да се реставрираат тие пошто да бидам реален,
по моје мислење, државата одамна има кренато раце од втемелувачите на современава држава, затоа што сепак како и комитите војводите, така и партизаните и комесарите, значи ги положија своите животи на ударот за слободата на македонскиот народ и за формирање на ова 80 годишна држава Република Македонија, кој што темелот е од најуспешното повстание од 11 октомври 1941 година, заклучно на Сослава и Планина 1943 година со батаљонот Мирчаци, која што е формирана првата регуларна воена единица територија во Македонија. Добро се, нема село каде што нема спомен обележи во сите тие, има и од Илинденскиот период и од периодот на НОП. Некои се навистина во по-лоша состојба на општината, континуирано се обидуваат според одредена програма да некои од нив реставрира и тоа сме го направиле. Во повеќе села има и спомен соби кои што се посветени на разни настани од НОП и Илинденскиот период и најново ни отвориме во село Слатино спомен соба на војникот Игор Костевски, кој што е последната жртва со потекло од Слатино, кој што загина во војниот конфликт кој што настана 2001 година во Вејце. Значи, нашата интенција е сите тие спомен обележја да се одржат, сите тие настани историски ние ги заедно со поречката организација ги одбележуваме, значи да не падне на нив заборавот, бидејќи сепак тие се нашите историски корени. Често пати доаѓам на снимање во општината Дебарца, координацијата правиме со вас заедно и патувајќи низ сите населени места имаме, како што напомнавте, вие веќе сте при крај со реобновата реставрација на стариот задружен дом во селото Требениште за поставка музејска, меѓутоа има и други згради кои што стојат од поранешниот комунистички систем, од транзицијата останете се, како тука ова е соработката со властите да може тие објекти кои што ете да речеме кај Сливо Јанови, тука има една прекрасна зграда, да може да бидат функционални. Па ние тие стари задружни домови се обидуваме колку толку да ги одржиме. Ние имаме аплицирано конкретно за која беа 100 години од наоѓањето на маските на Требенишката некропола. Со таков проект ние аплицираме во Министерството за култура, меѓутоа проектот беше одбиен, така да сето тоа понатаму го обезбедиме нормално со средства на општината и средства од други програми на државата, меѓутоа не исклучиво како проект кој што би бил за Требенишката некропола. Ние понатаму се обидоме, односно веќе обезбедиме просторни услови за тој изложбен археолошки изложбен центар. Во секој случај сега поддршката ја имаме во таа смисла што државата особено преку овие регионални проекти кои што се преку Бирото за регионален развој, ние тука наоѓаме, аплицираме со такви слични проекти и се обидуваме тоа да го некако одржиме. Се тоа до сега што го во заеднички разговор го слушнавме, овие културно-историски знаменитости кои што ги има општината Дебарца, како е кој проекти ги преземате за да ова сето биде на еден полесен начин достапно до туристите ширум светот, преку поставување на туристичката мапа, затоа што овдека освен овие културно-историски знаменитости, освен општината Дебарца што се модерните проекти ги има развојот на рурални туризам, вие овдека имате услови за развој на езерскиот, што е природниот езерски туризам, пошто Крвдишијето е Охридско, вие ево дел од атарот на општината. Па дел излегуваме и на Охридското езеро, така е. Меѓутоа, пак ќе се вратам на она што претходно го кажав, дека сепак ние на тој рурален туризам акцентот го ставаме, да ги искористиме сите тие природни богатства, да ги искористиме тие културни вредности на крајот на краиштата. Мораме да ги имаме во предвид дека и дел од општина Дебарца е дел од заштитеното од оној Охридски регион кој што е под заштита на УНЕСКО. И затоа тука имаме
мотив и причина повеќе да сето тоа што е како природна и културна вредност го сочуваме. И го промовираме се раз. Родот на земјоделците беше уништен. Човек кога патува низ, јас така народски да се изразам, низ заторот на општината Дебрца, се уште ќе наиди на една стара селска чаршишка архитектура, тоа е претежно населените места во Горна Дебрца, како што е селото Арбиново, додека кога ќе дојдете тука во седиштето на поранешната општина Белчишта и денешното седиште на општината Дебрца, овие населени места тука наликуваат на приградски населби, каде што на овие населби може да им позавидат и неколку приградски населби во поголемите градови во Република Македонија. Се разбира, една од поважните улоги односно задачи на секој градоначалник претежно во руралните општини е да го подобри начинот на живење на мештаните. За овој период и од вашиот прв мандат и сега во првата половина од вториот мандат, кои проекти ги има реализирано општината Дебрца начело со вас како прв меѓу еднаквите? Реализирани се повеќе проекти од делот на комуналната инфраструктура, подобрување на оние услови за живот, подобрување на квалитетот на живот, подобрување на патна инфраструктура, подобрување на водоводна, во одредени населени места веќе се започна со идрови на канализациони системи. И секако ние дека она што е посебно, што би сакал да го потенцирам во нашата визија, основното е ставено на руралниот развој, односно создавање од Дебрца на извонредна дестинација за рурален туризам. И во таа насока се реализирани неколку проекти. Би ги спомнал два проекти во рамките на прекограничната соработка со Грција, во чии рамки беше таргетирано Белчишкото блато. Тоа е најсочуваното водно становище, најсочуваниот блатен систем во Република Македонија, во она оригинерна форма. И во моментов ние водиме постапка според националното законодавство преку Министерството за животна средина за прогласување на Белчишкото блато за заштитено подрачје во категорија на парк на природата. Исто така, тука беше реставриран еден објект и понатаму тој ќе биде претворен во еден изложбен центар на Белчишкото блато. Работиме еден проект во рамките на прекограничната соработка со Албанија тука за зимски авантуристички туризам, безбеден зимски авантуристички туризам. Во тие рамки во селото Брежани старата училишна зграда е преадаптирана во планинска куќа. Значи со сите тие проекти сакаме да дадеме придонес, односно да создадеме веќе услови да се користат она што природата го дала во Дебрца како компатибилна предност и вредност, односно Дебрца да прерасте во една атрактивна туристичка рурална дестинација. Напомнав дека тука некаде првата половина од вашиот втор мандат, кои се проекти до крајот на ова календарска година и има далеко уште 2 години има до новите избори, што се го проекти се планирани општината Дебрца да ги реализира пред се во интересот на граѓаните од општината Дебрца, како што напомнав и на почетокот, затоа што мештаните од општината Дебрца вас ви дадо довербата да видите прв меѓу еднаквите да ја водите општината Дебрца. Па горе се така, се проблемите на секој село се различни и специфични. Некои имат поголеми поборувања, некои помало. Генерално се и можностите на општината се ограничени, бидејќи сепак ние многу не можеме да се потпиме на нашите изворни приходи повеќе. Значи помошта ја бараме преку националните програми и секако преку овие меѓународни донатори сме искористиле повеќе средства и преку
EU IPA фондовите и преку UNDP и преку други меѓународни фондации и донатори. Целта е, значи, акцентот секогаш го ставя на проекти кои што се приоритетни за самото население, кои што прилегуваат од самото население место и во различни села, различни проекти се реализираат, но главно тука е пак подобрување на патната мрежа, уличната, да речеме, сообраќајна мрежа, подобрување на водоснабдувањето, во дел, како што ви кажав, веќе почнаме особено во селата кои што се од долниот дел, односно сега од Поранешна општина Мишешти, кои што гравитираат до коректорот до завршување на канализационите системи. И секако мојата заложба е во овие 2 години до крај на мандатот да успеам сепак да ги ставам во функција и двата изложбени центри, изложбениот центар на Белчишкото блато и изложбениот центар, археолошкиот изложбен центар, бидејќи тоа се многу значајни за тој рурален туризам што го спомнав порано и за привлекување на повеќе туристи. Тие би биле ставени на таа туристичка мапа и во соработка со сите овие туристички организации би се промовирале и би се ставиле на дофат, да речем, на секој заинтересиран посетител. Продукцијата Марио филм останува и понатаму во Славна Дебарца со заеднички проект со општината Дебарца, општина Дебарца и Стереоградски Запичи. Тука некаде, така речено, привршуваме со така тоа класично интервју разговор со ова прашање, малку може би провокативно. Што е потешко да сте градоначалник или граѓанин на општината Славна Дебарца? Односно на општината Дебарца. Многу полесно да си граѓанин. Многу е тешко да бидеш градоначалник. Иако обично кај граѓаните се создава една друга перцепција дека некој ако е избран како градоначалник има одредени бенефиции, да речеме се и се што. Меѓутоа, јас така не ја сватив функцијата, може би некои така си ја сваќаат. Тоа е друга работа, меѓутоа многу е потешко да се биде градоначалник. Мене може би полесно ми е од аспект што јас не дојдов во оваа институција од надвор. Јас 26 години работам во локалната самоуправа. Порано бе во општина Мишешта, кога настана тоа спомене во општина Дебарца, така да не дојдов на нешто ново, него ги знае проблемите, ги знаат луѓето, менталитетот на луѓето. Тоа ми беше можеби она полесното. Меѓутоа сепак водиш општината, иако ова не е некоја голема општина, меѓутоа проблемите се секаде подеднакви и во поголемата и во помалата општина и мислам многу полесно е да се биде граѓанин, него градоначалник, барем јас така чувствувам. Јас би се надобрзал дека она што реков, дека вие сте први меѓу еднаквите кои што ви дадоа до вербата граѓаните од општината Дебарца, затоа што вие бевте првиот ред, еден од ретките градоначалници кои што ќе застана за своите мештани, кои што беше проблема со депонијата во Годивље. И речи го и таа доверба да вистина да идам реален. Јас како дел од медиумите и кога патувам не само во општината Дебарца, туку и во овој југозападен регион, и во руралните региони, општини во Могила, во Новаци, од тука наам Долнени, така да се гордеат мештаните кои што велат ткамо среќа да имавме вако човек кој што стварно народот го бира, за народот работи и како што многу пати имате напоменато, секоја функција е медлива и ќе си останеме пак овој со народот, што викаат заедно да ги делиме понатаму и добрините и лошите работи. Ви благодарам уште еднаш. Не, што ви благодарам јас.